Возачите што редовно патуваат во Северна Македонија одвојуваат најмногу пари за патарини во регионот. Локалното население, што секојдневно оди до работа или училиште со автомобил, плаќа речиси двојно повеќе за патарина во споредба со соседните земји. Новиот систем за електронска наплата на коридорот 10 дозволува минимални попусти од 2 до 7%. Но тоа е далеку од доволно. Кај нашите соседи попустите одат и до 84% за локалното население. Земјава останува единствена во регионот, што не обезбедува месечни и годишни билети за патарина за редовните возачи. Цената на патарините кај нас изнесува 2,6 денари по изминат километар. Во Србија, возачите во моментов плаќаат 1,9 денари. Во Албанија, возачите што секојдневно ги користат автопатите добиваат попуст од 84% и наместо 2,8 денари по километар плаќаат 0,44 денари. Во Грција, редовната цена на патарината на автопатот Катерини Солун е 1,94 денари по километар, но локалните жители што секојдневно возат на оваа релација плаќаат само 1,10 денари по километар. Голем скок на цената на патарините во Македонија е забележан во 2014 година. Тогашната влада се задолжи 580 милиони евра кај кинеската Ексим банка по висока каматна стапка за изградба на автопатите Кичево Охрид и Миладиновци Штип. Сегашната власт ги оправдува високите цени на патарините, велејќи дека најголем дел од парите одат за исплата на кредити. Сепак, поведувањето месечни и годишни карти би било корисно и за државата и за граѓаните. Попустите за редовните возачи ќе намалат цената, а граѓаните ќе се стимулираат почесто да ги користат автопатите. Државата однапред ќе добива дел од финансиите за патарина и ќе може навремено да ги сервисира долговите.